Општина Пробиштип е меѓу ретките во државата, која може да се пофали со добро осмислени социјални мерки кои се предвидени со новиот буџет. Во делот на детската заштита, сакам да ги информирам моите сограѓани дека од 1 јануари 2024 година градинката ќе ја плаќа општина Пробиштип за корисници на деца на семејства кои што имаат приходи до 60.000 денари. За самохраните родители, градинката исто така ќе ја плаќа општината. Бесплатен оброк најави градоначалникот Драган Анастасов за сите ученици како дел од истата социјална програма. Во делот на образованието, секое дете со законот за детска заштита од веќе завршување на зимскиот распуст или од 1 февруари, поточно, ќе добива бесплатен оброк. Бројката која што ја опфаќа ваквата мерка е 500 деца на територија на општина Пробиштип и поранешна општина Злетово. Онаму каде што има трпезари согласно стандардите во училиштата, ќе добиваат таму дисперзирана храна. За Централното училиште Браќа Миладиновци, со оглед дека таму се уште не се створени услови, и руралното училиште во населено место Ратавица, ќе се дисперзира храна каде што ќе се хранат во своите училници. Овие социјални мерки општината ќе ја чинат 14 милиони денари, потенцираше градоначалникот Анастасов, наведувајќи дека општината има план и за сите лица со посебни потреби. Сите наши сограѓани кои што имаат било каква попреченост ќе добијат ваучер од 20.000 денари по повод празникот на градот 28 август, бидејќи знаеме дека семејствата со вакви лица се изложени на поголеми трошоци. Во однос на старите лица и грижата за нив, градоначалникот Анастасов изјави дека конечно продолжува изградбата на домот за стари лица и дека во наредната година Пробиштип ќе го добие домот за стари лица кој ќе има капацитет за 53 лица.